Социјалдемократскиот сојуз со Кателј Ферман за нивниот градоначалник на Крива Паланка Сашко Митовски. Во соопштението објавено утрово од партијата го обвинуваат за тесна соработка со премиерот Христијан Мицкоски околу отварањето рудник за антимон на територијата на општината. Освен ова, во соопштението предупредија на можни здравствени последици по населението ако се отвори рудникот. Од СДСМ бараат градоначалникот итно да распише референдум. Градоначалникот мора првенствено да ги слуша своите граѓани, а не човекот која гледа државата како свој тендер. Градоначалниче, референдум. Градоначалникот на Крива Паланка вели дека е за одржување референдум во општината, но смета дека пред негово спроведување граѓаните треба детално да бидат информирани за референдумското прашање и што точно ќе значи ваквото изјаснување. Но пред да се организира референдумот, потребно е суштински да се отвори самото референдумско изјаснување, односно клучното прашање, и граѓаните целосно, транспарентно да бидат информирани по однос на технологијата, начинот на производство и сето оно што е битно за да донесат правилна одлука. Сметам дека формалното изјаснување за или против отварање на референдум нема да го даде вистинскиот, односно правиот одговор на самото референдумско изјаснување. Инаку постојат два начини за организирање референдум на општинско ниво. Првиот е доколку најмалку 20% од избирачите во општината побараат вакво изјаснување, пошто советот има обврска да го распише. Втората опција е предлог од минимум еден советник, по кој советот треба да гласа за оваа точка и доколку мнозинството ја прифати, се распишува референдум. Во Крива Паланка советот има 15 члена, од кои 8 и председавачот се од СДСМ, додека 7 од ВМРО-ДПМНЕ. Градоначалникот пак вели дека тој не е против отворање рудник, посочувајќи дека рударството е една од дејностите што традиционално се карактеристични за овој регион и дека е неминовно потребна ваква инвестиција. Не даваат можност за развој на друга индустрија, немаме таква намена, не постои можност за развој на друга таква индустрија, освен рударството како основна дејност и гранка која што можеме да ја гледаме како економска активност, но од друга страна и како придобивка и кон градот, и кон општината, но и кон локалната заедница. Во процедурата за отварање рудник решаваат и владата, но и општината. Централната власт дава концесија преку исполнување сложени услови, а општината има свои надлежности со кои може да влијае дали ќе се отвори рудник или не. Градоначалникот Митовски смета дека во ваква поларизирана атмосфера тешко се носат рационални одлуки засновани на реални податоци. Искуството од развиените земји покажуваат дека со примена на современи технологии, строги еколошки стандарди и законски процедури, експлоатацијата може да се одвива без значајни последици по животната средина, но само доколку се исполнат сите предуслови.